Добре дојде во студио за Ненад Новковски, поранешен министер за образование. Добар ден. Член на ВМРО-ДПМН, се уште сте член, не сте исфрлен од таму, како што тоа се случи со Јове Кекеновски, кој е избришен од регистерската листа на ВМРО-ДПМН заради неговите критички ставови и обид за пуч всушност. И на времето исто така доста Димовски и Маријан Ѓорчев, кога беа исклучени, исто имаше обид да бидам исклучен. Како ги прима ВМРО-ДПМН, како ги прима Груевски вашите критички опозициони ставови? Се обидува да прикаже дека тоа не му действува и дека може целосно да ги заобиколи. Клучната реченица што на времето ја имаше кажано е: видовме каква беше политиката на претходното раководство со такви како Митко Врапчето и Ненад Новковски. Сега ќе ја видите нашата кадровска политика, ќе се види која е правилна, која не е правилна и сега дојде времето токму да се види која кадровска политика е крајно неправилна. Да, ајде подоцна околу ВМРО-ДПМН ќе одиме околу состојбите. Сега околу протестите, темата протести, како министер за образование, бивши министер, важна е вашата порака. Дали вие марширате прво заедно со студентите, со средношколците на тие протести? Ги подржувате ли со вашето присуство? Јас со моите ставови сум јасно насочен кон коректни промени во образованието и од тука поддршката за се што е правилно. Во овој случај имаме еден огромен позитивен исчекор, како прво се работи за масовни протести кои што не се случајни, се работи за позадина која што е многу лоша, состојба која што многу е влошена, но исто така изголемена свест кај студентите кои што за прв пат се јавуваат веќе во масовен облик без манипулација во позадината. Но ВМРО-ДПМН велите без манипулација, ВМРО-ДПМН и Груевски тие велат дека зад овие протести стои опозицијската партија СДСМ, директни, дека се директна продолжена рака на СДСМ. Токму ова е прв пат кога имаме навистина спонтани протести кои што секако од една страна имаат поддршка од опозицијата која што нормално ги поддржува сите работи кои што треба да ги изнесат на видео или на општествените проблеми, а секако постојат и различни групи кои се ошто мешуваат за да пласираат своји интереси, но сето тоа е дополнително на ова што е на основата. На основата е дека се работи за едно автохтоно студентско дејствување кое што за прв пат добива ваков масовен и јасен израз. Иако секако има и многу работи кои што се погрешни, има многу работи кои што доаѓаат како влијание од страна, многу притисоци и така натаму, сето тоа постои. Клучното е дека се студентите навистина за прв пат во историјата на Република Македонија толку добро организирани во позитивна насока. Вие добро го познавате премиерот Груевски. Да. Имате ли објаснување зошто одбива да има средба со студентите, со средношколците? Да ги сослуша нивните барања, да преговара, да прифати дел од барањата, да се повлече. Токму целата стратегија на действување е заснована на еден затворен систем, на една концепција која што однапред ги има решенијата, на пристап во кој што не се бара контакт со другите, не се бараат туѓите мислења, не се бара кооперативност, не се бара другиот да ви каже нешто за вие да го смените вашето мислење. И тоа е таа организација, тој концепт каде што сите други погрешно кажуваат, каде што вие со нив разговарате само за да им го наметнете она што вие го имате зацртано, а не за да добиете од нив повратна информација за да видите дали тоа што го правите е правилно или не е и секако ако е правилно да си потврдите, ако не е правилно да си направите корекција. Дали ова однесување кое го опишувате, ваков начин на политичко делување, на водење на држава, сметате ли дека до крај ќе биде на сила? Па ова ќе биде многу долго време присутно, нема можност за поправање затоа што таков е пристапот, таква е целата концепција. Конкретно јас укажувам со најразлични критики веќе 15 години за сите такви пропусти што се прават, за погрешните гледања,
за тоа дека ова партија која што сега е на власт, која што требаше да биде прва во почитувањето на човековите права, во владењето на правото, дека мора таа да ги негува современите европски вредности на демократијата, дека таа е таа што треба да даде пример како правилно се работи, дека токму функционерите од оваа партија треба да ги слушаат граѓаните и сето тоа што доаѓа да го земаат предвид, односно да бидат вклучени сите значајни фактори, сите партнери во носењето на одлуките. Конкретно кога станува збор за протестите, тоа значи да бидат граѓанството, невладините, родителите, учениците, студентите. Добро, ајде околу прислушкувањето. Кој е вашиот став? Знаете какви се контрадикторни, односно спротиставени мислењата, ставовите на владеачката партија со она на опозицијската СДСМ. Дека Зоран Заев секојдневно објавува болни прислушкувани разговори, вели дека тие се сушност директен резултат, плод на прислушкување од страна на власта. Груевски тврди дека во соработка со странските служби целата операција е изведена. Ова се работи кои што засега доаѓаат во таа сфера на една игра која што треба да ги извади на површина сите проблеми што постојат во нашето општество и во таа смисла навлегувањето конкретно во самиот механизам не е она што е клучно. Тоа на крајот ќе се излезе и во секој случај работата е дека ја имаме од една страна онаа димензија што јас ја спомнав на власта, дека таа не сака да слуша и затоа сака да добие информации без да има непосредна комуникација, без да има повратна врска со граѓаните. Значи да слуша, да знае што мислат граѓаните, ама не да ги слуша лично и да им дава одговори, да се подготвува. Да не ги слуша, да. Во буквална смисла, да не ги слуша. Слух за нивните... Да ги слуша, а да нема слух за нив. Да. Тоа е едната димензија и другото, реков, тоа е доста веќе посложено во врска и со меѓународната политичка сцена. Да се каже сега ова децидно, јасно е дека во овој момент е многу контрапродуктивно, веќе си ги кажуваат овие информации. Клучното е дека се разбира дека станува збор за објективни информации, дека содржината на разговорите е објективна и тоа е клучното во овој момент. Да. Кој е вашиот став за амнестија, предлогот кој го даде Љупчо Ѓоргиевски, целејќи на тоа дека треба да бидат амнестирани двете страни, и СДСМ и ВМРО, односно функционерите? Ова е целосно во секоја смисла погрешна опција, затоа што клучна работа која што треба сега да се случи на Македонија, тоа е воспоставување на владење на правото. Тоа значи да дојде правдата на прв план, не како што многумина зборуваат, да се најде правно решение, што подразбира и формално правно решение, без да има суштина, да има владење на правото, да има справедливост која што е загарантирана како принцип во нашиот современ устав. Без тоа нема никаква смисла да се продолжи натаму. Ние имавме многу тешки состојби досега и затоа ни се случува различни амнестии, но тоа не може да продолжи. Едноставно ние мораме да ја расчистиме нашата политичка сцена, мора се да се разјасни, не може да се застане на половина и повторно да се враќаме. Токму поради таквите пропусти во минатото... Зеленото светло одамна е пуштено за идни, следни коруптивни и други злоупотреби, сделки и други злоупотреби. Токму заради тоа веќе кај нас ескалираат работите. Она што некогаш било инцидент, сега станува правило, па потоа дури почнуваат и функционери да се замислуваат дека поинаку и не може, дека тоа воопшто не е проблем. Тоа е најкритичната работа, дека луѓето наместо да пропаднат во земја кога ги слушаат овие работи, ти едноставно кажуваат па што ако. Тоа не е допустимо. Она што мора да се случи на Македонија е да се расчисти со сите овие работи. Тоа ќе биде тешко, меѓутоа тоа е едно единствено решение. Тоа е хируршко решение. Мора на крајот да се што е болно да се отстрани, здравиот организам да почне да живее, да влезе во Европа. Да. Слична сугестија
имаше и синоќа американскиот амбасадор Бейли во интервју за Телма, кој смета дека реформи мора да се направат во институциите, без разлика дали ќе стане збор за оставки или друг тип на повлекување на одредени функционери кои се директно инволвирани, директни актери во целиот овој скандал, афера прислушкување. Сепак, досега не видовме таков потек од функционерите, ниту пак од премиерот Груевски. Апсолутно, тоа е нормалното решение. Јас во најразлични дискусии изјави тоа го кажав. Начинот да се постапи правилно, тоа е да се овозможи да функционираат институциите, бараме институционално решение, за да биде институционално, тие треба слободно да действуваат, ослободени од секаков притисок, што значи преместување, повлекување, како што спомна вчера амбасадорот. Имате ли објаснување зошто премиерот Груевски не дава оставка? Тоа е истата онаа концепција за која што зборувавме за затвореност. Треба сите функционери да бидат отворени кон општеството, да имаат слух за општеството, кога ќе дојде до ситуација каде што има сериозни проблеми, навистина треба да се покаже дека пред се потребите на општеството. Моето прашање би сакала да одговорите да бидете попрецизен. Дали зад недавањето на оставката постојат некакви други причини, некакви скриени причини кои јавноста не ги знае? Значи, станува збор за остварување на програма која што се остварува во еден затворен систем без слушање на јавноста. Конкретно во нашиот случај може да бидат промените на уставот кои што се спроведуваат на таков начин што се спроведоа вонредни парламентарни избори на кои што се употребија сите средства за да се стигне да се освои целосната власт. Од една страна коалицијските партнери наводно во Кавга, ВМРО-ДПМН најавува дека ги спроведува изборите за да ги тргне Дуи од власта, додека Дуи кажува дека влегува во избори затоа што не сакаат да им биде председател Ѓорѓе Иванов. На крајот излегува дека во таа ситуација тие се заедно дека влегуваат, формираат и почнуваат со предлози за промени на уставот, и тоа е најсериозниот упад кој што е направен на повеќе различни начини кои што веќе се гледаат преку бомбите и сигурно ќе видиме уште многу други работи. Но Дуи не се повлекува од позицијата коалиционен партнер на оваа власт. Дали има неколку видови на анализа, една од можните решенија беше понудена, односно објаснета од страна на американскиот амбасадор Бейли. Прашањето колку меѓународната заедница ќе има моќ и влијание да изврши одреден притисок во смисол преговарачките, да ги изанализирате преговарачките вештини на меѓународната заедница со Груевски и можноста да се повлече тој или и одредени функционери? Дали тоа е единственото решение? Да, сега веќе тоа е единственото решение, меѓународната заедница да застане и ќе застане сигурно цврсто на најсоодветниот начин во соодветниот момент. Тоа мора да се направи за да се види дека постојат принципи кои што важат посебно во Европската Унија, каде што ние сме придружна членка, треба да станеме постојана членка, мора да се знае дека има вредности на системот кои што мора да се почитуваат. Спомнав, не може некој да не пропадне во земја кога ќе му извадат такви работи кои што се направени, кои што воопшто не доликуваат, кои што не одговараат во една цивилизирана држава да се случуваат. Да. Кои се вашите предвидувања за Конгресот на ВМРО-ДПМН? Со самото исклучување на Кекеновски, единствен кандидат, може би ќе има некој против кандидат, но обвинувањата, барем анализите кои велат дека ќе биде тој само формален, протоколарно ќе биде назначен како против кандидат на Груевски. Зависи од динамиката на другите случувања во меѓувреме. Доколку остане оваа ситуација до тогаш, најверојатно повторно ќе има нов избор за лидер со соодветно структурите кои што функционираат на теренот. Меѓутоа, практично може да се каже дека повеќе тоа не е политичка партија, бидејќи начинот на функционирање не е политички.
туку чисто клиентелистички. Луѓето не дискутираат со аргументи, со политички аргументи, не сакаат да прифатат, да разгледаат никакви мислења, посебно станува збор за некои како мене кои што навистина најсериозно од многу широк аспект ги гледаат работите и укажуваат во полза председна Република Македонија, за кое што се декларира оваа партија дека прва стои зад неа. Едноставно штом тоа не го акцептира, значи има навистина сериозни проблеми во функционирањето на партијата и таму мора, не се работи веќе за промена на врвот, се работи за драстични промени, мора целосно да биде реконструирана, да се воспостави функционирањето на партиски принципи, а не на клиентелистички. Имате ли објаснување зошто? Дали станува збор зашто иако се неопходни реформи, тие се длабоко ставени под тепих, зошто дали дел од членовите на ВМРО-ДПМН подлегнуваат на тие притисоци и уцени, благодарејќи на некакви подпишани, имаше информации дека се подпишуваат некакви документи, меници, се споменуваше бројка од 300.000, сума од 300.000 евра како гаранција дека ќе останат лојални на партијата? Тоа е само еден механизам што може да се дискутира, не е ни неопходен. Клучното е тоа дека постои една таква мрежа на интереси која што веќе целосно ги покрива политичките интереси и пред се интересите на Република Македонија за евроатлантски интеграции. Мрежа на интереси каква? Мрежа на интереси, секој си има најразлични интереси поврзани помеѓу себе и тоа е тоа што функционира, не функционира политичкиот интерес, не функционира политичката програма, не функционираат вредностите на системот, вредностите на политичката ориентација што се декларира. Да. Кој е вашиот став за Амстердамската тројка? Амстердамската тројка која што се јавува, според мене не е никакво решение, затоа што се работи за луѓе кои што немаат ниту кредибилитет, ниту капацитет да направат соодветни промени и како што спомнав веќе во партијата треба навистина длабок засек, треба сериозно да се реконструира партијата, а не само да се смени некој врв. Кога би се направило тоа би било уште поштетно, би се направило ново калемење, како што се случи тоа со ова раководство што беше накалемено па ја доведе партијата во многу лоша состојба. На кого мислите? На сите. Партијата мора целосно да се реконструира, да се сменат сите принципи на кои што сега функционира, да се смени целиот начин на организација, на дејствување и тоа е многу длабока промена, затоа едноставно не може да стане збор за конкретна промена. Да, во идното тоа некое раководство кој би функционирало на врвот на таа партија. Дали гледате како надеж, како идни на старата гарнитура или можеби некои млади, нови луѓе? Пред се мора да биде во основа од стара гарнитура која што целосно има искуство, која што е сериозна во работењето и која што ќе биде зајакната со млади, но не како што се случува во оваа гарнитура, каде што се земаат луѓе кои што апсолутно немаат кредити од никаде, туку треба да бидат навистина луѓе кои што се покажале во својата професија до највисоко ниво во политиката. Кои се тие луѓе? Кои се тие луѓе од старата гарнитура, потсетете ја јавност? Добро, не можам да зборувам сега за луѓе, има сите ќе се потсетат, не можам да кажам кој од нив би можел сега да сака да се ангажира, а исто така и не би било пожелно во оваа ситуација кога Војко Јаковлевски, например, е еден дел од луѓето во ВМРО-ДПМН кои даваат еден вид поддршка на Јове Кекеновски, например. Јове Кекеновски го гледате ли во тој контекст како Не спомнав веќе на ВМРО-ДПМН? Спомнав дека иднина воопшто, значи на таа опција која што би требала да ги представува оние партии што обично влегуваат во народните партии според европската класификација. Какви ќе бидат промените, тоа е тешко уште од сега да се каже, но сигурно дека ќе бидат многу големи, мора да бидат многу големи за да може да профункционира. Со промени само на врвот на власта нема ништо да се направи. Зборувам јас општо, значи во овој случај, значи не станува збор за конкретна иницијатива, зборувам за општа состојба. И тоа се тие луѓе кои што се
во можност тоа да го направат, кои што имаат капацитет, имате ли кои на што ќе се некои предложи. од тие луѓе за кои говорите? Не можам да зборувам во нивно име додека не сум разговарал. Добро, но ви имате ваш став. Имам, да. Зошто не го кажувате на јавноста? Па еве, тоа е ставот. Тоа е ставот, луѓе кои што се докажани, кои што покажале дека успешно работат и тоа во нормални услови, кои што не направиле вакви промашувања и кон тоа да се придружат понатаму како втора линија, како работат ли овие луѓе за ваков тип промени за кои говорите во МРОДПМН? Работат. Тајност, во скриена форма? Работат обштествено, како што сум и јас пред се обштествено активен, сега не сум политички активен, јас сум изразено обштествено активен. Меѓу тие луѓе сте и вие. Се гледате ли како лидер на МРОДПМН? Не сум размислувал конкретно за тоа, во секој случај ќе има различни можности, можат да се случат и други опции, како што има во многу други земји, како што се третите опции што се појавуваат. Тоа сето за сега е недефинирано. Многу е ситуацијата недефинирана, клучно е во која насока треба да се одбиваат работите. Сериозни промени во општеството, пред се со... Не е ли времето таквите промени да се најават, да се обзнанат, а не да се кријат? Не, нема криење, туку работата е во тоа на луѓето да им се понуди опција. Так ќе се понуди во соодветниот момент. Кога е тој соодветен момент? Откако ќе се разјаснат сосема работите дека не може да се оди вака понатаму, откако ќе се почне со реконструкцијата на институциите. Откако ќе почне реконструкцијата на институциите. Не треба ли овие процеси да одат паралелно? Не. За да бидат поттик за некаков тип на доволно е најавата. Да, добро. Благодарам што бевте гост. Ни беше задоволство.